Добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е македонскиот режисер Александар Поповски. Животот на Молиер, представата која што за неколку дена ќе доживее својата премиера во Скопје. Ако Молиер бил човек кој што жестоко се борел против лицемерието, очекувате ли пораката да ја разберат лицемерните кои се насекаде околу нас? Самото тоа што неговото творештво и неговите драми до ден денеска се останати како едни од најиграните представи, најиграните текстови, зборува за тоа колку малку се менува людскиот, човечкиот табијат. Значи, карактерот. Она со што тој се во своите драми се пресметувал и што многу му пречало, и денеска е една појава со која што сакале не сакале се сретнуваме во секојдневниот живот. Ние мораме малку да застанеме и да помислиме што сме, што точно правиме, како се однесуваме према работите. Нас времето многу не убрзува, не прави да немаме време да погледнеме и да помислиме на работите околу себе. Гледав некоја видео снимка за една жена која што поминува улица во Москва со штаки, паѓа и колите вака поминуваат и никој не се запира да ја помогне да стане. Сега тоа е страшно ако ќе го видиш. Значи до која фаза е. Нехумано. Да. И затоа мислам дека ова покрај главната порака за лицемерието носи во себе една многу подлабока порака. Каков е вашиот став за системот во кој што живееме? Многумина разочарано зборуваат за падот на вредностите, за потребата од пронаоѓање на духовен мир внатре во самите себе си. Навистина ли е толку лошо? Јас не мислам дека е толку лошо. Мислам дека работите се добри баш затоа што ни се чинат дека се лоши. Ако тоа можеме да го констатираме, значи можеме да констатираме една потреба за менување. И најверојатно дека светот си има една доаѓа до една точка на логична потреба на менување. Јас не верувам во тоа, мислам духовното и дека тоа може да се пренесе после тоа на сите, мислам дека така не функционира. Човекот функционира во согласност и со општеството, и со природата, и со работите околу себе. Не би се повлекувал толку длабоко во себе само. Мислам дека таму нема толку многу силни решенија. Мислам дека решенијата мора да бидат во комуникацијата. Само едноставно мислам дека не чека нешто што е едно посериозно размислување за овој систем во кој што живееме, значи за ова општество во кое што живееме. Не сум склон на тоа по секоја цена да кажам дека е негативно. Оно е негативно, ама не мислам дека ништо ќе постигнеме со детектирање, односно со само да го кажеме негативно е време во кое живееме. Да најдеме зошто, треба да се бавиме со детектирање. Зошто и што е тоа што би сакале да го поправиме. Дали е македонското општество во духовна криза? Ве погодува ли, например, фактот што луѓето повеќе сакаат да гледаат турски серии отколку да одат во театар? Не веќе, не ме погодува веќе. Мислам, тоа е еден долготраен процес во кој што и не мислам дека со забраната на еден тип на култура ќе успееме да ја дигнеме оваа култура. Ниту пак мислам дека театарот треба да се бори на тој начин што ќе стане турска серија, па ќе ги привлече гледачите. Едноставно мислам дека мораме да на еден поинаков начин. Телевизијата е силен медиум, ама театарот има една друга предност. Театарот е затворена темна кутија во која што е мир, каде што си ослободен од работиве од надвор, каде што се создава, каде што главниот збор е замисли си. Долго време работевте надвор од родната земја. Како треба да го сватиме вашето враќање во македонскиот народен театар? Дали тој конечно се избори за својата независност? Јас ова е мој театар. Мислам, ова е моје место, Скопје е мој град и не мислам дека треба по секоја цена да изгубам комуникацијата со него. Овдека се случиле едни од представите кои што ми се најважни во мојата кариера. И не случајно одбрав таков текст кој што зборува за театарот. Ова друго што ме прашувате, за тие односи, тоа е нешто што првенствено мислам дека е проблем не на политиката, колку што е проблем
на луѓето во театарот или во било која друга бранша. Значи, прашање е тоа колку ние сме дозволиле да работите од политиката сама по себе, она сака да стави се под контрола. Тоа е во незината природа. Прашање е зошто ние сме го дозволиле тоа. Можевме ли да ја спречиме партизацијата и политизацијата на културата, на уметноста? Не знам. Затоа што не ја спречивме. А дали сме можеле? Не знам. Имавме период на незаинтересираност на политиката за култура и уметност, каде што функциониравме по инертност, и период во кој што силно се воспоставија стандардите. И во едниот и во другиот случај најголема одговорност гледам во луѓето од уметноста и од културата, не во политиката. Во првата фаза, затоа што дека политиката беше инертна, ние не седнавме и кажавме чекај, сакаме вака. Во втората фаза, кога политиката ја превзема културата, рече сега ќе правите вака, немавме сила да кажеме не, нема вие да ми кажете како сакам, него јас самиот знам што треба да правам. Во двата случаја единствени виновници и тоа е мојот најголем проблем. Не власта, политиката, партиите. Најголем проблем сме си ние самите. Бидејќи не успеваме да застанеме и да кажеме ова е мое, овде не чепкај, сцената е, јас сум господар на сцената. И оваа представа зборува за тоа. Поповски, имате ли впечаток дека живееме во време во кое што луѓето се плашат отворено да зборуваат за своите проблеми, за своите стравови, за тоа што не мислат како другите? Дури и да имаме доволно критичка маса, зошто таа се плаши да се спротистави на оние кои што не мислат како неа? Затоа што нема резултат од тоа. Значи, порано многу било полесно. Знаеш, ќе кажеш, Бог ќе го казни, јас сум си мирен, друг ја превзема одговорноста и ја очекуваш големата казна, тој ќе гори во пеколот и такви работи. Кога тоа се укина, сега ни останува правниот систем. Сега правниот систем како функционира, мислам дека други многу подобро ќе кажат место мене, и луѓето, бидејќи немаат доверба ни во едното ни во другото, се повлекуваат во таа апатија да не ги коментираат работите. Значи, не би ја префрлувал на топката на работите се доведени до овдека со заеднички сили на опозицијата и позицијата. И сега не може да ми се амнестира кој како ќе стигне во зависност од тоа каде се наоѓа, во кој момент се наоѓа. Ништо така не се менува. Мислам, тоа е менување на чорапи и на гаќи. Ние се бавиме со нешто многу подолготрајно. Ние ставаме темели на една многу посериозна мисла. И таа не може да на секој 4 години да ми ја менуваме како ќе стигне. Велите дека културата во Македонија е мртва. Како тогаш ги перцепирате културните обележја и споменици насекаде околу нас? Што тие ви зборуваат кога минувате крај нив? Што тука постојат две работи. Една е реалната потреба, ако ме прашуваш дали требаше, да требаше. Треба да се направат постаментите и да се направат спомениците на нашата култура. Дали треба да бидат вакви како што се? Дали треба да изгледаат вака? Дали треба да бидат изведени од овие уметници? Дали треба да бидат оваа форма? Не. Значи не, со двете раце не. Штета е што толку пари и што вакво одат на нешто што изгледа како кај комшиката моја кога одев миленцето на телевизорот со гондола од Венеција шлапнато до згора. Тоа е страшното. Се работи за голем невкус? Апсолутно се работи за голем невкус. И жал ми е што дел од нас што е вклучен само еден слој на уметници и на луѓе кои што може да ги коментираат или да ги создаваат и да ги прават. Затоа доаѓаме никој не е против дека тоа требаше да биде направено. Апсолутно мислам дека е одлично што се поставени некои работи кои што никогаш не сме ги имале и требаше да бидат направени, ама не вака. Мислам не оваа форма како што изгледаат. Поповски, има уште многу, кратко е времето, 15 минути. Јас ви благодарам многу што одвоивте време сега пред премиерата. Ви благодарам што бевте гостин во неделното интервју. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.